Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола, свикувам седница на Комисија за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола. Предложен е следниот дневен ред. Точка 1. Одлука за намена на дел од просториите во објект урбана заедница Велко Влаховиќ во Битола за младински центар. Точка 2. Решение за давање на согласност на одлука за поднесување на барање за донесување на одлука на Советот на општина Битола за случување на договори на општина Битола со јавното претпријатие Комуналец Битола за реализација на програмата за изградба на други објекти со примена на член 24 од Законот за јавни набавки. Точка 3. Одлука за случување на договори на општина Битола со јавното претпријатие Комуналец Битола за реализирање на програмата донесена од Советот на општина Битола за развојни планови со примена на член 24 од Законот за јавни набавки. Точка 4. Измена и дополнување на развојната програма на општина Битола за 2022-2024 година. Точка 5. Измена на програмата за уредување на градежното земјиште на општина Битола за 2022 година. Кој е за предложениот дневен ред? Едногласно. Одиме со точка 1. Одлука за намена дел од просториите во објектот на урбана заедница Велко Влаховиќ во Битола за младински центар. Замолувам представникот да образложи точката. Фала, председателе. Во врска со одлуката за дополнување на одлуката за давање согласно за сместување на младински центар во Битола, во простори на општина Битола, ви известувам дека имаме промена, односно дополнување во член 1, каде што се заменуваат зборовите катастарска парцела број 16577 на улица Крушевска број 5 на кат 1 со намена на зграда Б46 со површина 118 метри квадрати се заменуваат со зборовите катастарска парцела број 16577 на улица Крушевска број 5 зграда 1 влез 2 сутерен со вкупна површина од 104 метри квадратни и зграда 1 влез 2 кат 1 со вкупна површина од 104 метри квадратни со намена на зграда Б46. Сакам само да објаснам дека веќе имаме донесена одлука за давање на согласно за сместување на младински центар и истата е донесена на 28.2.2022 година. Ова промена е само тоа што се додаваат дополнителни површини на сутерен. Значи, младинскиот центар го прошируваме со површини од 104 метри квадратни, кои што може да ги користи во местната заедница Велко Влаховиќ. Ви благодарам. Ти благодарам. Прашање дали има? Во ред, долго нема прашање, ти благодарам. Одиме со точка 2. Решение за давање на согласност на одлука за поднесување на барање за донесување одлука на Советот на општина Битола за случување на договори на општина Битола со јавното претпријатие Комуналец Битола за реализација на програмата за изградба на други објекти со примена на член 24 од Законот за јавни набавки. Го замолувам представникот да образложи точката. Дали ќе може сите овие што се трите точки за Комуналец? Две се одлука за случување на договори на општина Битола, точка 3 е со јавното претпријатие Комуналец Битола за реализирање на програмата донесена од Советот на општина Битола за развојни планови со примена на член 24 од Законот за јавни набавки. Двете точки ќе разгледувам. Молам? Две се точки. Добро. Јавното претпријатие Комуналец заради потреби за непречено функционирање во рамките на основната дејност, утврдена со актите на претпријатието, а согласно член 24 од Законот за јавни набавки на Република Македонија, излезен во службен гласник 148/13 со последната измена од службен гласник 24 од 19 година за реализација на програмата за изградба на други објекти за партивно уредување, неопходно е да добие одлука за склучување на договор од основачот на претпријатието. Како на дополнување, значи, за да може да се работи на објектот кој што бараме и за кој што имаме потреба согласно законот и членот 24 од Законот за јавни набавки, се донесува и една одлука за усвојување на ценовникот на ЈП Комуналец за изведување на партивно уредување, заведено под број од наша страна 02393
1, каде што имаме ценовник за изведување на партерно уредување и тука се набројани 5 позиции кои што ќе се работат на објектот. Добре, ти благодарам. Прашања? Долку нема прашања за точка 3, 2 и 3, одиме на точка 4, измена и дополнување на развојната програма на општина Битола за 2022-2024 и точка 5 предлагам да се разгледуваат заедно измена на програмата за уредување на градежното земјиште на општина Битола за 2022 година. Замолувам представникот се произнеси. Почитувани, измените во програмите, најпрво измени во програмата за уредување на градежно земјиште за 2022 година, потоа и измени и дополнување на програмата за развојни планови од 2022 до 2024 година се вршат заради промена во програмата за уредување на градежно земјиште во точка 5 изградба на други објекти, каде што беше предвиден паркот во Нова Битола со 6 милиони денари. Од оваа програма паркот во Нова Битола се трга, значи таа е измената во оваа програма, значи оваа програма се намалува за 6 милиони денари, но во развојната програма влегува паркот во Нова Битола во 2 години, изградбата во 2 години, во 2022 и во 2023 година, со тоа што износот од 6 милиони денари, кој што беше предвиден во програмата за уредување, ќе биде предвиден во оваа програма во развојната за 2022 година, а за 2023 година ќе биде остатокот од проектот кој што беше изработен од јавното предпријатие и 14 милиони денари ќе бидат предвидени во 2023 година. Значи, таа е првата измена што се прави во развојната програма, а втората измена е дополнување на средствата за партерното уредување околу офицерскиот дом, бидејќи на тендер кога го испративме предмерот за партерното уредување околу офицерски дом и набавка и транспортна и монтажа на канделабри, значи сумата дојде многу повисока од понудените, многу пониска од понудените кои што беа. Поради тоа извршивме истражување на пазар заради зголемување на, со поскапувањата на градежните материјали. Видовме дека некаде реално има потреба од покачување, поради тоа ги зголемивме вредностите и тие вредности ги ставивме во 2023 година. Значи за партерното уредување околу офицерски дом во 2022 година се предвидени оние првичните 6 милиони 415 570 хиляди и на претходните 5 милиони кои што беа предвидени, не знам, некој денар, ги заокружуваме со 8 милиони 584 хиляди 430 денари, а набавката и транспорт и монтажа на канделабри вредноста зголемуваме за 2 милиони денари во 2023 година и наместо 1 664 хиляди сега имаме 3 милиони 664 хиляди денари. Овие се средства кои што се предвидени во 2023 година во развојната програма. Тие се измените. Добре, ти благодарам. Прашања? Павел Илмир. Уште еднаш, дали може за паркот во Нова Битола да ни се објасни по години колку се предвидени средства за 2022 и 2023? Во 2022 година се предвидени 6 милиони денари. То се 6 милиони денари кои што беа во програмата за уредување за градежно земјиште. Значи, тие си беа во 2022 со таа програма. Од таму ги тргаме, ги носиме во развојна програма за 2022, бидејќи тие средства начелно беа предвидени за рамнење на теренот таму. Знаете дека има голема денивелација на тој простор. А другите останатите 14 милиони се предвидени во 2023 година, бидејќи вредноста на сите позиции кои што беа излезени од проектот кој што го работеше, пак ќе речам, јавното предпријатие, е некаде околу 19 милиони и нешто. Значи заокруживме на 20 милиони, 6 милиони ги ставивме во 2022 и 14 милиони во 2023 година. За да можеме да ги склучиме договорите и да отпочнеме со процедура, беше потребно, знаете дека ова ќе правиме со јавните предпријатија, значи дел ќе работи хортикултура
и електрика ќе работи јавното предпријатие Комуналец и од тие причини се носат овие ценовници за што сега претходно ги елаборираше колешката. Дел ќе работи, другиот дел ќе го работи нискоградба и дел на снабдување на парцелата со вода и развод ќе работи водовод. Значи сите три јавни предпријатија ќе бидат вклучени, но за да можеме да склучиме, да пристапиме кон склучување на договори и да не го цепкаме проектот на тие 6 милиони кои што ни беа предвидени, ја заокружуваме целата сума и ќе ги поделиме на трите јавни предпријатија. Павеле ще. Ако имаме представник од Комуналец, кога планира да се почне од кога ќе се донесе овој ценовник, ако се усвои? Други прашања? Павеле. За паркот во Нова Битола имам прашања. Ако така бомбастично беше најавен како проект, дали само денивелацијата или нивелацијата на земјиштето, како ќе земиме, е проблемот или се проблеми и дали е проблем и експроприацијата на земјиштето? На ова парцела на која што се работи, на која што е изработена проектна документација, експроприацијата не е проблем. Значи станува збор за земјиште на Република на Македонија, значи на тој простор, бидејќи тој простор е поголем. Ние сега само ќе извршиме, прво ќе го исчистиме просторот од сите тие грмушки, зеленила што се, ќе извршиме денивелација, односно рамнење на просторот на парцелата која што е чиста, на која што е на РМ, за која што нема потреба да се врши експроприација и за која што има издадено одобрение за градење. Бидејќи ако имаше експроприација и нерешени имотно-правни прашања, немаше да има одобрение за градење. Значи за овој дел имаме одобрение. Други прашања? Во ред, доколку нема, ви благодарам на представниците. Одиме со гласање на подневниот ред. Одлука за намена дел од просториите во објектот на урбана заедница Велко Влаховиќ во Битола за младински центар. Кој е за? Едногласно, 5 за. Точка 2. Решение за давање на согласност на одлуката за поднесување на барање за донесување одлука на Советот на општина Битола, склучување на договори на општина Битола со јавното предпријатие Комуналец Битола за реализација на програмата за изградба на други објекти со примена на член 24 од Законот за јавни набавки. Кој е за? 4 за, против, воздржани? Воздржани? 1 воздржан. Точка 3. Одлука склучување на договори на општина Битола со јавното предпријатие Комуналец Битола за реализација на програмата, донесена од Советот на општина Битола за развојни планови со примена на член 24 од Законот за јавни набавки. Кој е за? 4 за, против, нема, воздржани 1. Точка 4. Измена и дополнување на програмата на развојната програма на општина Битола за 2022-2024 година. Кој е за? 3 за, против, воздржани 20. Точка 5. Измена на програмата за уредување на градежно земјиште на општина Битола за 2022 година. Кој е за? 3 за, воздржани 20, против нема. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ви благодарам на присуството.